Животот на Јордан Хаџи Константинов Џинов. Јордан Хаџи Константинов Џинов бил македонски просветител, еден од зачетниците на просветителството во Македонија. Роден кон крајот на 1821 или на почетокот на 1822 година. Во Велес на Апарцолек, познато Велешко мало. Делата на Јордан Хаџи Константинов Џинов. Јордан Хаџи Константинов Џинов 4 децении работил на воведување на просвета на народниот јазик како писател и сестран творец од областа на културата. Прво делува таблицата Перва е внесена во употреба во 1845 година. Плач на Скопското училиште, многу трудно. Објавен на Цариградски вестник во 1851 година, во која се зборува за неговите напори за отворање на училиште и борба со наркоманските свештеници и чорвачи. Јорги Златов, труд ми е името, која е вистинска апотеоза на трудот. Рај Божи Аврора, во која се воспеваат патриотските чувства и патриотската функција на просветата. Крај реката Вардар и горка чаша кнеза Лазар, која е една од најдолгите песни во Македонија од овој книжевен период. Куќето на Јордан Хаџи Константинов Џинов. Куќето се наоѓа во Велешкиот сокак на високо место на стрмниот дел од левата страна на реката Вардар. Ова училиштето во Велес кој го носи неговото име. Ова е народниот театар во Велес кој го носи исто така неговото име. Ѓорѓе Пулевски е роден во селото Галичник. Ѓорѓе печалба зидар во романијата почетокот на 60-те години својот животен пат го продолжува низ разните ослободителни војни востанија во текот на целата втора половина на 19 век. Тој започнува борбата на слобода на својот народ, истовремено учествувајќи во слободелната борба и на другите балкански народи. Ова се неговите 4 учебници: Тријазичникот, Четиријазичникот, Славница Речевска и Славјанско-македонска општа историја. Доброволец во војните, верувајќи дека со тоа се бори за својата татковина, Пулевски најпрво се вклучува како доброволец во ослободителните акции во настаните од 1862 до 1863 година, кога како наредник на Понтонерската чета се бори против турскиот гарнизон во Белград. Потоа, по избухнувањето на српско-турската војна 1876, тој пак се вклучува како доброволец на страната на српската војска. Веќе во следната година започнува руско-турската војна и Пулевски однело со својата чета во редовите на наградата на руската армија за време на ослободувањето на Бугарија. Веќе во следната година започнува руско-турската војна и Пулевски однело со својата чета во редовите на наградата на руската армија за време на ослободувањето на Бугарија. Со Одринското примирие и Саксефанскиот прелиминарен договор е прекинато за земањето и на Македонија. Но уште во следната година, 1878 Пулевски пак активно учествува во борбата во Цесиското востание, ставајќи се директно во функција на борбата за слобода на Македонија. По неуспехот на македонското кресниство востание и неговото заминување во Софија, во 1879 година Пулевски се зарадна ја подготвува првата македонска политичка војна. Во тоа време ја објави првата девизна сертифика на македонски јазик. Македонската литература и историја, македонската песната од 2 книжки. Сертификата содржи 3 лични повеќе народни песни. Последната 1880 година излегува од печат и Славница Речевска, која што представува прва публикована граматика. Во неја Пулевски се обиде да создаде основни норми на македонски литературен јазик. Патер Изогревски е роден во 1818 година во Галичник, како првороден син на Досиј Василев. Првото образование го стекнал во манастирот Свети Јован Димовски, а во 1836 година во Охрид во ученик на Димитар Миладинов. За монашен е во манастирот Зоград на Света Гора. Во 1842 година Христо ја подоцува името Партени, а по манастирот и презимето Зоград. Зоград се познаен и во Духовната академија во Одеса. Неговиот животен пат е на настигнува важна за љубовта кон Бога и prosopstaниот македонски народ. Набавкот по завршувањето од страна на Цариградскиот патријарх е произведен во Архимандрит за потоа да биде поставен за епископ на Полјанската епархија
јазик. Пред појавата на Мартин Изогревски, во училиштата се предавале самодочката и старословенската граматика, а тој оди подалека, се пушта во пишување на граматиката на словените на балканскиот простор кон турците, во која ги систематизира разликите меѓу бугарскиот и македонскиот јазик. Манастирскиот комплекс во Стар Белград се назвува со името Свети Мартин Изогревски.